Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Ово утро имам интересен гостин и интересна тема. Поводител заедно со мене е Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев. Добро утро на сите почитувани слушатели и гледачи на Радио Лидер на овој стрим. Морам да признам, Златев, минатата се шетавме облечени во крзна од бизони. Сега еве не во маички, затоа што ситуацијата така налага, 35 степени ќе биде во Скопје, но тоа е што и овде е загрејана атмосферата. Имаме навистина многу интересен гостин, човек со огромно политичко искуство, поранешен амбасадор, поранешен градоначалник, министр и така натаму, господинот Маријан Ѓорчев. Добро. Добро утро, Јучо, добро утро, Драган, добро утро за слушателите и гледачите на Радио Лидер. Да почнеме веднаш, Златев, од тоа што го зборувавме пред почетокот на емисијата. Одложено е оној извештај за Македонија во Европскиот парламент, господине Ѓорчев. Одложено е по барање на самиот известувач од Германија, меѓутоа веќе станува јасно дека во прашање, нема да речам диверзија, меѓутоа притисок од страна на бугарските европратеници, кои што очигледно не може да се померат со фактот дека во овој извештај треба да бидат набројани македонскиот јазик, македонскиот идентитет, со нивната многу вековна историја. Тотално ригидна една позиција, барем според мене, на бугарските европратеници, отидоа до таму што на некој начин обвинија известувачот дека работи практично под нечија директива, веројатно македонска. Драган, имам тука едно подпрашање на се овој комплот на нашање од тебе до нашиот гостин. Господине Ѓорчев, дали ова е потврда дека практично тоа тврдење дека бугарите во устав и ние после ќе летаме во преговорите со Европска унија е всушност само една илузија? Дали ова уште една потврда дека не е доволно да се стават бугарите во уставот на нашата земја за да се деблокираат европските интеграции? Сите оние кои што очекуваат дека нашите преговори со Република Бугарија, нели, низ тој дискурс и преговорите со Европската унија да отпочнеме да го добиеме датумот на преговори, според мене беа само заблуд, не познаваат бугарите. Ние живееме како соседи, но живеевме во различни системи. Во еден систем кој што живееше Бугарија, барем јас сум од тие генерации, кој што патувал таму, кој што знае како беше Бугарија организирано, општествено, начинот на кој што тие работеа, и после промената, после 10 ноември 1989 година, тие го задржаа на некој начин истиот стил кога е во прашање Република Македонија. Тие ништо не промени. Така што за мене беше сосем очекувано ова што го превзема бугарската страна со декларацијата. Прво ги зајакна своите позиции во собранието, во Народното собрание на Бугарија. Сите партии единодушно застанаа за таа декларација. Целото општествено мнение, јавните медиуми, порталите, образовниот систем, повторно институтите за нивните важни институти за историја, за јазик, за култура го поддржаа сето тоа без никаков, би рекол, без никакво двоумење дека треба поинаку, и тоа покажува дека бугарското општество, ако е таа градена стратегија 1,5 век, без малку 150 години, нема да се откаже од обидот и понатаму да продолжи да ја пласира пред европската пред унијата, затоа што унијата не е Европа, унијата е дел од Европа, ние сме членки од унијата и ние сме Европа и ние сме европјани. Но така е поставена сега тезата дека унијата ги представува европските вредности, и во тој контекст бугарите користат сега својата позиција во унијата да ги пласираат своите тези во така нареченото за нив македонско прашање. И посебно за македонската самосвест, која што тие и нарекуваат македонизам, како нешто накарадно, како нешто измислено од Коминтерната, оној момент кога им се предава документот на Димитар Влахов и Малина Попиванова во Коминтерната 34 година за постоење, ако се случи револуција на Балканот,
на оваа територија, на историско-географскиот простор Македонија, ние да имаме право да формираме држава и нација. Драган, се извинувам вака, но овој дел со македонизмот. Постојано го слушаме тој термин во медиумите, во она бугарска пропаганда која во Македонија веќе оперира со 6 или 7 портали кои се директно финансирани од Софија и функционираат нели овде, и тој термин македонизам се поистоветува со нешто што е лошо, нешто што е тоталитарно, нешто што е комунистичко. Тој термин, сквернавењето на терминот македонизам дотолку повеќе оди со тоа што, например, еден владика на МПЦ, како што е господинот Партени, отворено во интервјуа зборуваше против македонизмот, излегува монаси од Бигорскиот манастир кои зборуваа против македонизмот. Што е македонизмот? Еве, според вас двајцата ме интересира, ти си историчар, вие сте политичар со огромни познавања од историјата. Што е толку лошо во тој македонизам што ние во македонски медиуми, платени до душа од Бугарија, мораме да го слушаме тој термин како нешто лошо? Еве, јас сум лаик, не знам, иако многу добро знам, но во некој случај обидете се да ми објасните мене исто како да ја објаснувате на публиката. Разбира, ќе му дадеме збор на господинот Ѓорчев природно, и само да кажам дека самиот израз македонизам во себе не содржи никаква референца на било што негативно. Кога човек од оваа страна на границата го слуша тој збор, не може да асоцира на било каква негативна конотација, меѓутоа очигледно на истокот тоа се поистоветува, и тука се согласувам со Златен, со нешто што би требало да биде надвор од рамките на прифатливото. Меѓутоа, амбасадоре. Благодарам. Кога почнавме 2001 година да го добиваме, нели, прво во договор за стабилизација и асоциација, подписот на 9 април во Луксембург, и поентата беше дека уште тогаш во првите николци на тие почетни денови на нашиот почеток на преговорите по таа реформиран, тоа што беше реформа во преговарачкиот процес, прво да се стабилизираат и па потоа ќе почнеме да преговараме. Тоа беше за Балканот реформа, и прво што беше во бугарските медиуми објавено, Македонија во Европа може, но македонизмот не. Не. Значи таа е таа синтагма што што е македонизмот? Суштината на постоењето на македонска нација. Значи според мене македонизмот е космополитски цивилизацијски вектор. Зошто? Затоа што македонизмот не потекнува нити од 19 век, од времето на Ѓорѓе Пулевски или Крсте Петков Цирков на пременото од 20 век или Војдан Чернодински, туку македонизмот е, пак ќе кажам уште еднаш, космополитски цивилизацијски вектор кој што има свое место пред се во македонските кралски научни академии, во науката. Затоа што првата академија за која што сите говорат, за големиот основач на перипатичката школа Аристотел, се вика Македонска кралска академија во Миеза. А потоа следи на Александриската македонска кралска библиотека и академија, а потоа следи на Антиох во Антиохија, денешна Турција, Македонска кралска академија, а потоа следи во Пергам на кралот, античкиот македонски крал Атал, Македонска кралска академија, и еден таков крупен цивилизацијски вектор кој што траел 300 и до крајот на пред Христа, 40 години некаде пред Христа, со паѓањето на Египет, Толомидите под римското владење, кој се чисто македонска династија, да. Тоа не може да не остави белег пред се заради космополитизмот. Заради тоа што знаете како? Јас сум реално човек растеретен од етнички, национални и расни, како да кажам, дали зборуваме за предрасуди, дали зборуваме, дури чувството не ми е нешто многу изразено и така натаму, и тоа отворено го тврдам. Значи, станува збор за човек што учел со сомалици, пакистанци, африканци, не знам, јужнокореанци и така натаму. Мене ми е секој муабет на тема разлики и етникум и така натаму, мене ми е излишен. Но кога ќе слушнам како некој зборот македонизам
го поистоветува со нешто лошо, кај мене се раѓа одреден имунитет да се заштитам себе си од некаков расистички напад. Дали ова сквернање на зборот македонизам, ова омраза кон зборот македонизам е своевиден расизам на 21. век. Шовинизам, омраза кон цел еден етникум, неговата културолошка поставеност, неговиот однос кон животот, ако сакате, неговиот однос кон историјата, неговиот однос кон иднината. Дали зборот македонизам е рамен на односно омразата кон македонизмот која отворено се шири е рамна на една расистичка омраза кон она што денеска е македонскиот народ. Токму така. Значи односот кон, затоа и почнав со таа реченица Македонија да, македонизмот не. Во основа македонизмот е негирање на културата воопшто, одделно на развојот на нашата македонска посебност, културолошка посебност. Зашто тоа е културолошки амалгам за ова население тука што живеело на тој историско-географски простор и тоа развојот низ културата не државнички. Значи во средновековието и пред тоа говоревме за периодот на антиката, да говориме за Библијата. Колку пати е спомената Македонија во Библијата. Културолошката димензија Македонија е најсилна, тоа што него негуваме за жал и во буџетот и него негуваме во заштитата на авторските права на тоа што представува народното творештво и она што го има Македонија низ вековите назад. Значи тоа е културна творба. Македонизмот за мене е културна творба и тоа плюс недржавничка. Настрана што со создавањето на државата етникумот го представува. Да, значи населението кое што живеело на оваа територија и сите тие придобивки од времењата на цивилизациите кои што минувале низ Македонија, независно дали било тоа Персија, дали биле римско-македонските војни, дали биле христијанизирањето на ова население тука на Балканот, дали средновековната семантичка разлика што е народ, што е тогашна средновековна држава, па потоа до создавањето на првите николци, да почнем со Ѓорѓе Пулевски, тоа е културна, македонизмот е културната димензија. А вие кога негирате култура, а културата е се. Во секој општество постојат три елементи: економија, култура, надградба и форма на управување. Колективна свест или индивидуална свест, диктатор, хан, не знам, султан, не знам, император, или од другата страна имаме сега граѓанска димензија, парламент, дебата, па сега дали имаме тука узурпација на сега најновото зборење за демократија. Во основа негација на македонизмот е културна негација. И тука бугарите не може таа битка да добијат, затоа што со тоа ги негираат сите, би рекол, основата на суштината на европските вредности. Многу добро влеговте во овој момент. Суштината ја негира. Драган, главната теза на Бугарија е дека македонизмот како всадена вештачки измислена идеологија во од коминтерната култура, практично нас е направило да бидеме различни од бугарите. Факт е дека веројатно доколку ги земеме сите народи на светот, за наше, бога ми, за нивно жалење, ќе излезе дека реално нас бугарите ни се најблизок народ. Зборуваме културолошки, етнички, вона што се нарекува или тука негде со србите. И така натаму. Добро, се без навреда кон србите, и србите ни се исто така многу блиски народи. Иако јазикот објективно бугарскиот е поблизок. Далеко поблизок од српскиот. Иако српскиот па повеќе го разбираме тоа од културолошки причини. Но знаете, утринава БГНЕС, така се викаше оваа позната бугарска агенција, БГНЕС, излегува со еден крајно жесток напад кон, верували не кон Марта Кос, кон еврокомесарката за проширување. Ова е од утринава, имено БГНЕС вели насловот е билатерален неуспех на Марта Кос, заменување на европската позиција во служба на странски интереси. Па велат, освен Томас Вајц, овој господин што го правеше извештајот за Македонија, комесарката за проширување вели зборува со риториката на Македонија место со европска. Според нив вели со темпото со кој почна да ги таргетираат, не, ова е нешто друго. Идејата е во секој случај дека еврокомесарката Кос целосно и некритички ги повторува антиевропските наративи на политичката елита во Скопје, што ја става во подредена положба дури и пред лидер како Мицкоски. Тука има една навреда, не е битно. Која е навредата, прочита? Третокласен лидер како Мицкоски пишува, добро. Чекај, ова го пишува БГНЕС. Добро, сега. Однос на Зоран Заев
БГ скаже дека ние сме како се вика, ние сме същи народ и дека ние сме го украле Гоце Делчев во однос на Зоран Заев и неговата позиционираност во однос на Бугарија, Мицкошки е навистина третокласен, затоа што човекот не признава, односно не признава, не им ги потврдува тезите кои се Но ова е очигледно Европа сега, ова е многу интересен момент. Мајде фактички се караат со Европа. Вели ова е антиевропски наратив на Марта Кос. Марта Кос е буквално представник на Европа, исто како Каја Калас. Тие се тие. Драган микрофон. Да, се вино. Да. Значи поентата кога го читате БГНЕС, вие треба да знаете дека оние што се следници на тој информативен портал се родени во Македонија. Да. Од Темел Конешков и од мајка им, таа е од Галичник, од тој крај, што се луѓе кои што се родени во Македонија, кои што учеле во Македонија. Нешто во Скопје мислам учел. Да, во Маđари. И мислам, јас лично човекот е образован европски, татко му бил дисидент во Брисел, тој има завршено највиски француски школи, бил дописник на Франс Прес, тој е обучен во тој стил, значи ја знае Европа што се вели одавна. Не знам, некако не ми е овој стил на новинарство европски. Морам да признам. Меѓутоа, не, тој велам за неговото образование кој што е безпрекорно, меѓутоа потоа се враќа во Бугарија, таму работи во тој дел и неговата главна тема и преокупација е Македонија. И јас лично го познам, човекот велам има огромно знаење. Зошто ваков расизам од негова страна? Па веројатно се должи на некакви семејни. Ова е себе е расизам. Знаете како? Да, тоа е семејна последица на тмите кои што неговото семејство го доживеало во тој период на Македонија. Во Америка има еден термин кој се вика self-hating Jew, односно нели антисемитски настроен евреин. И има такви случаи на не знам, на евреи кои на крај се однесуваат како нацисти, како паралела на ова, господинот Љупчо Нешков би дошол self-hating Macedonian. Јас кажав, јас сум објективен човек, секој сум се трудел да ги разберам сите, не да ги оправдам, меѓутоа се работи за семејна травма на дисидентство во, значи, одедени години затвор во период на Социјалистичка република Македонија, неговиот татко, кој што потоа живее во Брисел и веројатно се работи за една длабока семејна травма и она што вие го говорите, потоа се претвара во нешто друго кое што е во секој случај штетно за нас, затоа што ние на некој начин таквите луѓе кои што се родени тука во Македонија и потоа работат надвор во светот независно каде, а работат против собствената таму татковината каде што се родени, да речеме, нели? Татковина од таму, татко му на Љупчо од Бело поле, Темелко, мајка му Деница е од Галичник, значи тоа се луѓе тука кои што на ова поднеме говоревме за културата. И многу е, би рекол, не можете да се разберете за тоа што постои таа, како што кажавте вие, претворена веќе во семејна травма, во еден општ отпор кон се што представува така е, господин Ѓорчев, но не е проблемот, но не е проблемот според мене во Љупчо Нешков како човек. Проблемот е во моќта на неговиот медиум кој што во бугарското општество има силно влијание. Вака да се разбереме. Факт е, нели, за таа семејна травма и сето тоа го разбирам, но ниту вие, ниту јас, а ниту Драган потекнуваме под семејства на лордови. И не поминале ништо подобро нашите семејства. Добро, може би малку подобро спасиле жива глава. Па добри, тие спасиле морале да избегаат, но во секој случај не е тоа оправдување за да се однесувате вака, барем според мене. Зошто го тврдам? Ја би сакал некогаш да полемизирам и јавно со господинот Љупчо Нешков. Знаете како, во Бугарија се повеќе се приметува расизам, гледање со понижување кон нас. Порано го немаше тоа. Знаете, уште сега прво кога отидете на граничен премин со Бугарија, кога ќе видите дека има само една или две коли пред вас на едната или на другата страна, сваќате дека двата народи на вистина како и да не сакаат да се дружат, да се дружат. Од друга страна, отидете на кај Грци или на кај Табановци или на кај Албанија, ги видите гужва на граница, ќе чекате, ќе пцуете, па жешко, ако и така натаму. Овде некако како да се раздвојуваме, а пак ќе кажам, ние сме толку блиски, толку слични, толку со некои заеднички
како да кажам, културолошки димензии кои ги имаме, но оваа политичка битка на бугаризмот против македонизмот некако ги избугари нашите односи. Има една Избугари речник, после ги кажа. Вие сте од Кавадарци, јас сум од Кавадарци, ние кога садиме лозија, наше време со тие стари прачки, од расадникот во Марена, кога се сади една лоза и кога не вирее, кога не расте, се вика таа избугарена. Да. Тоа е еден термин кој што ви кажува како населението вековно го третира тоа. Еве конкретно тиквешијата. Значи ние треба тоа да го сватиме. И не викаме од 45-та си избугарени. Кажувам тоа го кажувам за старата прачка, за италијанката пред филоксерата. Мислам дека од 45-та не се користи тоа. Ова е пред филоксерата, дедо ми кога сада лозија, кога се вратил од Солу негде 12-та, 13-та, 14-та пред војните. И се она што е, ама за мене клучно е ова. Оно што човек сам ќе си го направи, што го направија Заев и Димитров, со подпишувањето на 1 август 2017 на договорот, никој вас друг не може да ви го направи. Ние самите влеговме во таа стапица. Че вие да прифатите толкова незнаење, огромно непочитување кон сите претходни македонски влади, има документи, архиви, има криптоизвештаи во МНР кои што се достапни на тие кои што се највисоки функции. Што работел Ѓорѓи Спасов, што работел Ханџиски, што работел Јучо Ѓоргиевски, што работел некој друг Јубиша Ѓоргиевски, простете, како амбасадор. Што се случило во овие процеси, разговорите Костов, Ѓоргиевски, Љупчо, разговорите Петар Стојанов, Киро Глигоров, потоа Трајковски. Значи, вие имате еден куп документи, може би цела ова соба, за односите Македонија-Бугарија, аз го велам тоа, диалог на премолчани вистини. И ние така функциониравме. Јас сум одел во Бугарија како... Вие сте били амбасадор таму? Не само тоа, на крајот, меѓутоа пред тоа како градоначалник сум се збратимувал со општини во Софија, со општини низ Бугарија, како министер со нивното Министерство за земјоделие соработувавме, одевме заедно во Брисел, се гледавме, разговаравме на различни теми. Како пратеник бев председател на групата Македонско-бугарско пријателство. Не беше така до 1 август. Значи ние знаевме кои се граничните точки на разговор со Бугарија. И ние им го отворивме. Сега јас го кажувам примерот на србите. Јас имав можности. Српскиот амбасадор во Бугарија беше Владимир Ќургус, еден прекрасен дипломат од кариера, кој што бил на многу важни места во Турција, за Србија. Турција е многу важна, во Загреб беше многу важна Хрватска за Србија, тој беше и во Бугарија. И во исто време се погодија договорите, нашиот договор за пријателство и добрососедство и српскиот. И има прилика кога доаѓаат нивните високи представници од владата да видам како србите го гледаат тој договор. И многу јасно кажа: не можеме да го подпишеме, имав информација, затоа што нема, како може вика, ние имаме, еве, нашиот проблем, имаме 17.000 српски граѓани со бугарска самосвест, нема ни еден србен вика у Бугарија. И после тој таков став едноставен, не го подпишуваме договорот, готово, тој договор е штетен за двете страни, ќе ни предизвика долгорочни последици, и во основа тој договор е стапица. Чекај, Бугарија исто така тврди дека не постојат срби во... Нема. Во Бугарија. Во Бугарија. Не, значи тоа е ставот на, велам, генерално ставот го мислам сега го поедноставувам на српската позиција. Тие не го подпишаа договорот и пази Љупчо, немаат ниту еден проблем во делот на нивното чекорење кон Европската унија, обструкција или нешто што би значило спречување на нивните напори да бидат полноправна членка на Европската унија. Во тој дел. За договорот. Така што ние можевме многу елегантно, исто така да кажеме, затоа што имаме сериозни проблеми, кои што сега ги потенцира сега актуелната влада со премиерот Мицковски е гласноговорник на тие идеи, можевме да кажеме, ние имаме сериозни проблеми со она што представува вашиот став кон македонското прашање, кон бугарски граѓани со македонска самосвест, период на пописи од 46-та до 56-та, пленум 58 година, бришење на македонците 63-та година, потоа проблемите со што ги имате како општество вие како држава, и од тие причини поради нерешени состојби да си продолжиме по декларацијата од 99-та година, кај што го решивме јазичното прашање, многу елегантно, ќе се подпишуваат согласно равноправност уставите во двете држави, уставот на Република Македонија, уставот на Република Бугарија. И тоа ќе беше и да ние самите си го
направиме тоа. Но Па ние интервјуто на Заев, интервјуто на Димитров таму во Бугарија, па тоа беа, би рекол, како да ви кажам, скандалозни работи во кои што Македонија се откажа од правото на, како да ви кажам, да си ја застапувате својата вистина за односите Македонија и Бугарија. Едниот сигурно будалетинка, другиот можеби не баш, меѓутоа очигледно го одигра тоа што требаше да го одигра. Морам да ве прашам, амбасадоре секогаш, министер е в функција која што поминала. Се разбира. Во овој контекст многу ми одговара терминот амбасадор. Навистина одлично го познавате бугарското општество. Ме интересира и никој не ми објаснил до сега. Ставот на целата елита на бугарското општество е унисонна кон Македонија. Зборувам официјалниот. Од друга страна, факт е дека има во тоа општество многу паметни луѓе, рационални, кои што кон ова прашање пристапуваат рационално и велат дај. Што се замараме со? Не види сега. Што ги малтираме Македонци? Морам малку да кажам нешто во бугарска полза. Да. Затоа што има коментари против мене, вика, не можам да бидам културолошки ниту било како близок со тата. Извинете, почитуван Игор Бако, со ово што го пишувате, вие сте буквално ист како оние расисти од Бугарија кои Не, спорно. Ние за тоа тата имаме македонизмот, да се разбереме. Значи, не е тоа темата на оваа емисија. И баш ја ќе ти кажам, Драган, тоа што таму има паметни глави, но мејнстрим став е да не се прифаќа било какво постоење на македонски народ, јазик, етникум и така натаму, е доказ дека ние сме најблиските меѓу себе. Ирационалноста е една навистина заедничка категорија во двете општества. Значи, ако се негира нешто, за да се негира нешто, тоа значи постои. За да вие толку напори вложувате да го негирате, токму така, тоа екзистира, тоа постои, тоа живе и по дефиниција ти затоа се негира тоа. Го разбирам овој момент што вие велите, 150 години се гради таа политика. И тој навистина е долг процес во сите пори, образовен систем, медиуми, јавната сфера на живот, сето тоа. Меѓутоа повторно ирационален е целиот ми се закачија и вести од Бугарија, значи, добра, за нас македонците, вие сте македонци, еден народ сме, нема врска, ако мислите така, но вика, няма вика етнички срби граждани на Българија. Този со српски пасапорти са си чужди граждани. И е нормално да има Българи во Србија, след като до Ниш е докажано население българско мнозинство. Значи сега Драгче до Ниш биле бугари. Ралица и Вовкова. Па добро да е. Ралица, видете, ја мислам дека нема потреба да кочите кај Ниш. Ја мислам дека до Брисел живеат, ма не, негде таму до Пацификот живеат. Морам да ви раскажам. Затоа на прашањето да ви кажам. Да, значи, како мнозинство. Пријатели во Бугарија, значи јас имам и ви кажувам, мојата баба, јас сум бил љубче на емисија, е од Сереспо потекло, се запознала со дедо ми во Солун, дошла во Кавадарци и во тој контекст имаше и среќила нормално Кавадарци преубав крај. Се разбира. Да. Ама незините блиски, сите најблиски внуци од семејството, потоа со спогодот Молов Кафандарис префрлени прво во Стамболиски, Пловдивско, потоа во Благоевград, сакале да си бидат блиско до историско-географскиот регион Македонија. И сега, значи јас имам многу пријатели кои што бугари по род, етнички припадници кои што биле пријатели на тетка ми Анка или на војко ми. И значи ги знам тие луѓе таму и тие из ден денеска, например, оснивачот на БСП Румен Србезов, кој што го формирал БСП, кој што бил во времето на Тодор Живков министр во таа влада, ми е личен пријател и тој кажа, Маријан, ова не е во ред, вика, за ваквиот однос кон Македонија и македонците. Тој беше пријател со луѓе кои што се македонци, да речеме. Тој од Хасково, тој бугарин. Тој, например, направил Григор Димитров, беше министер на спортот на времето и многу вложил во Хасково човекот. Значи ви кажуваме, елита на бугарската политика или да речеме кандидат академик Маријана Стамова, историчар, еве како вас, кој што пишува за албанците во Македонија, кој што истражува архивите во Македонија, кој што исто така отворено вика, Маријан, ова е работа која што навистина не е одржлива од аспект на, ако говориме во европски контекст. Значи тоа ви го кажуваат луѓе, ви кажам, кандидат академик, основач на БСП, да не зборам за историчари, Дечев, го читате, нели? Како не? Атанасов, ги читате. Значи луѓе кои што значат нешто во бугарско. Меѓутоа,
кога ќе дојдат во судир со таа мејнстрим политика, тие луѓе, Нема за поредот, не нема може шанс. да помина таа бариера, затоа што се индивидуалци. Лупчо Златев, Маријан, Драган Милос, и не може да помине тоа. Исто како Патени што може да биде мејнстрим во Македонија. И тогаш Со веќе неговата омраза има кон или македонизмот. Крнев, Хелсиншки комитет, читајте ги, земете, кликнете Бугарскиот Хелсиншки комитет, какви рапорти извештаи дава за неправдите кон регистрирањето на Омо Илинден Пирин, за неправдите, дискриминацијата на бугарски граѓани со македонска самосвест, за народна волја вестникот што беше на Ѓорги Христов на македонски јазик. Еден прекрасен човек, интелектуалец, Канев, тој е председател на Хелсиншки комитет на бугарскиот. Тој дава по 10 страни извешта за неправдите кон бугарските граѓани со македонска етничка самосвет. Значи таму има сериозни корени на тоа што представува, ајде да кажеме, во најсовред тој избор најмногу се употреба демократија, човекови права, граѓански слободи. Има такви луѓе таму. Има. Па дури кога разговарате и со Биднич, имаше луѓе од парламентот кој бев јас таму, од сите партии кои што должен си да соработуваш, во интимен разговор, во близок разговор, се разбира, не треба да ги споменувам, тие се политичари, но тие ви кажуваат дека треба да градиме односи, најблиски сме, како што велите вие, дајте да го исправиме тоа. Стигнавме до 1.300.000 размена, 550.000 македонци во Банско, во Пампорово. Сега веќе го нема. Тоа го нема. Сега бев последен пат кога бев во Банско, во хотелот ние бевме единствени македонци. Стана возможно на убав хотел, И тоа ти си Златан еден човек кој што може и не е доволно македонец, можеше да брат само сопругата, да. Значи, само сопругата да ја Златев е 7-8 националности има во себе сигурно. Значи поентата е дека тоа има, јас верувам, тоа е таа здравомислие. Ке мене доминира регионалниот идентитет дека сум кавадарчен. Така и револуција да треба. Не, кавадарци и теквешијата е реално, мислам нешто многу големо. Да се вратиме во реал политиката, не знам ли време за пауза или не. Види, да завршиме со Бугарија уште прашање две и одиме со пауза. Значи, мене за реал политиката е интересна. Затоа што додека ова се случува и додека еве го ја напаѓаат Европа, токму вчера дојде информација дека Бугарија влегува во еврозоната, односно влегуваат оди во историјата, им дозволија да го користат еврото како легитимна валута во Бугарија, што е еден вид доказ дека Бугарија во Европа целосно интегрирана. Пазете, во делот на она што ми е струката, нели јас како економиста, значи во тој дел Бугарија мора да знаете, после введувањето на валутниот борд 97 година од ММФ, значи тие имате една политика која што во последните, од 97 до сега колку мина до 30 години, 28 години, нивниот однос кон јавниот долг, кон надворешниот долг е безпрекорен. Значи тие во овој момент можеби втора или трета земја по задолженост. Тие не преминуваат јавен долг 23-24% од бруто општествен производ, надворешен долг 30%, имаат огромни девизни резерви, имаат огромни заштеди, компаниите за осигурување им се силни, банките им се силни. Во тој дел на монетарната стабилност Бугарија е не сме един народ. Нема тука, значи тука сосема оправдано во финансиски смисол, значи сето им е издржано. Сме разговарале порано со тогаш кога беше Груевски премиер на таа тема, разговарахме на таа тема и јас и често тогаш патував и работев како во сферата на економијата, имав собствена компанија, работев извоз на тиквешко грозје у Винпром Печтера и сега кога разговарав и тој ми прашуваше, јас му велам тоа е така, тоа е таму така, тоа е таблирано таму и тука нема мрдање. Тие држат многу до стабилноста на бугарскиот лев и сосема логично е тие по други причини, заради правосудните реформи што траеја 11 години заради сферата на јавниот обвинител, кај што беше тој Господ Пајас, така велеше Татарчев, првиот обвинител кој што е пород на Христо Татарчев, внук на основачот на ВМРО, историското ВМРО, тој така велеше Господ Пајас. И они не може да направат никаква промена, обвинителот во Бугарија беше недопирлив. Држаниот обвинител или он го велат прокурор. Значи кај нив 11 години им требаше да направат мал помак па да добијат после и за еврото, за еврозоната и за Шенгена да добијат. Добро, многу одработија. Одработија, не за еврото ви кажав, тие заслужија пред многу години да бидат во еврозоната. Но зборам во овој политички контекст Бугарија успева во своите намери, покрај тоа што имаше и малце смешни сцени во бугарскиот парламент, вчера се тепа. И добро, имаше протести. Има таму исто партии популистички, националистички, секојаш имало. Дури и председателот Радев беше тотално против.
Тој даде една многу добра изјава, треба да се почитува демократијата, за овакво прашање кога се работи за промена на бугарска национална валута, треба да има референдум, што е ние не ги читаме до крај работите. Тоа е точно. Тоа е точно. Заради да Радев е човек. Наслови читаме ние, да. Пазете, вие еден армијски генерал кој што летал на МиГ-29, кој што бил командант на военно-воздушни сили, ние тука во Македонија го прогласуваме за советски пилот. Човек кој што бил во Америка. Добро, но сега да бидеме искрени. Така ни одговара. Не може така да се Нема да коментираме со квалификациите на господинот Гајдов, но знаете како? Сега, вага, без навреда за Румен Радев и без навреда за Стојан Шангелов го поштуваме, тоа исто како ни Стојан Шангелов да го ставиме председател. Со керамидине. Он е супер таму за тоа да се кажува Ѓурџев дека не е така. Јас имам почит за Љупчо кон таа работа затоа што човекот со минала средби сум го слушал, ние до крај не ги интерпретираме, не знам од која причина, сите наводи кои што тој ги кажува и мислам дека во контекст имаме ние од наша страна пропусти во дипломатијата, пак ќе кажам тоа што се направи, самите што си го направивме, никој не може да ни го направи. И втора работа, јас таа реченица ја кажам, зошто некој друг би се грижал за нас од Европа, кога ние самите не се грижиме за себе. Кога ние самите во емисии, во дебатни емисии, во тоа говориме, еден против друг се расправаме, се караме и немаме унисон, они имаат унисон по тоа прашање. Никој во Македонија, дури и тие што ги кажав, совесни луѓе што дигнитет, нема да може да се справат во таква емисија да говорат за нас позитивно, ќе мора да молчат, нема да излезат на емисија. Че пази, тоа е едно општество такво како што е. И тука нема дилеми, но ние треба да ги знаеме во суштина работите, за да може соодветно да одговориш и соодветно да се поставиш, за да може да добиеш кај нив поени да ти веруваат дека ти си способен да направиш нешто за подобрување на односите. Почитувани слушатели, македонизмот почна со јавање на попови во 44-5 година со репресија кон религијата. Мислам дека треба повторно да се врати таму за да се среди оваа ситуација. За тука ја малку ги поддржам и да со јавање попови почна. Не, веќе сум алергичен на секој оној кој во негативен контекст ќе го спомне македонизмот, што дури до ниво да го прифатам тоа и да речам е добро, бе, така е, ај сега да видите. Знаеш, ти создава една, мене како млад човек ме фрустрира кога некој за мојот народ, за мојата земја, за мојата култура, за мојот етникум говори така. Јас сум критичен и кон мојот народ, и кон мојата земја, и кон мојот етникум. Имаме ние многу дефекти, но не може да дозволиме некој со нас да се однесува така и работа која не е политичка да ја става во како услов за преговори со Европската унија. Јас се согласувам со сето тоа, но пак ќе кажам, ние докажавме во овие, моето искуство во политиката која што не беше мало, траеше 26 години работа во државните институции, другите 14 во нешто во државно предпријатие, нешто во приватен сектор. Меѓутоа факт е дека ние самите дозволивме да претвориме држава во територија. А вие веќе кога имате територија и со овие последните два договора од Нивице и од Скопје тука на 1 август и после во јуни во Нивице, кога имате територија, кога имате мноштво, кога имате поделен суверенитет, кога имате испреплетени институции, на крајот ќе бидат спорни и границите. И тука е целата работа. Ние не смеевме да дозволиме да станеме територија, да бидеме територија на заедници. Сега више не сме ние македонска суверена нација, туку ние сме македонска етничка заедница. Така многу амбасадори, многу представници говорат за тоа, а тоа не е така. Ние сме суверена нација, ние сме си формирани по сите тертипи. Вторија во 44 година народна демократија. Има типови на демократија, протективна, развојна, ние бевме народна демократија. Антифашистичка борба и никога тоа си го негираме самите, да дозволивме сите вредности. Јас стално го зборам тоа, сите зборат за вредности. Што е вредноста? Производ на културата. Темелен производ, преку кој што во се пренесува символична порака во најабстрактен вид. Тоа е знаме, тоа е химна, тоа е устав, тоа е име, тоа е тоа. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал, почитувани слушатели. Одлична гледаност, одлична слушаност ово утро. Се слушаме за многу кратко, правиме кратка пауза.
останете со нас, се враќаме во вториот дел, на секунд малку ќе зборуваме повеќе за македонски политики прашања. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Мислам дека ја исцрпивме темата за сега, драги, може пак им се вратиме. Иако слушателите, гледачите се расправаат на големо. Да, ни се закачија слушатели од соседна Бугарија, ги замолувам берите да не гледаат повеќе на YouTube од на Facebook, затоа на YouTube имаме монетизација и они пошто Европска унија поише пари ни дава кога не гледаат бугари, така што слободно гледајте на YouTube повеќе, не знам, доколку е тоа можно, доколку не ви е не ви представува проблем. Што се смеете? Човекот е капиталист, размислува исклучиво низ економска призма, така е господо од соседна Бугарија. Сака да го зајакне еврото. Така е, сакам да го зајакнем еврото, нека ме среќа во европското се. Ако имате економски потешкоти, не може па и да возвратиме сега да даваме ни македонски пасоши, ако не им се свига со еврото нив. И ќе си пишат дека се македонци и така има 4-5 милиона со потекло, кој од Егејска Македонија, кој од овакво многу лесно мислам дека може да се добие врз база на потекло и ние имаме такви пасоши. Сега кога ќе влеземе ние у Комонвелт со Британија, после ќе биде тоа трчање по македонски пасоши. До Нов Зеланд ќе биде. После ќе биде тоа трчање по македонски пасоши и ќе има замисли отвараш вести у Бугарија и пред македонска амбасада редица чекаат за пасоши македонски. Не може. Живеам да го видам тој ден. Зграда ни амбасадата не може. Добро, има ли шанса некаква да ги скинат визите британците? Па не, мислам дека во овој момент имаше одредени средби со Home Office-от. Британија има стрикно математички правила за многу ригиден систем. Треба да има што е можно помалце баратели на азил, но можно е доколку бројот на баратели на азил од Македонија се намали, можно е да се случи да ни воведат електронски визи кои се далеку поевтини и далеку брзо се добиваат. Но и сега не е нешто комплициран процесот и не се многу ригидни во однос на доделување на визи на македонски државјани, но за разлика од порано беше тешко да се добие британска виза, сега е многу полесно, но кошта. Тоа е проблемот. И сега не само тоа, Љупчо, за вас е лесно, ама за нас на логните луѓе од пејси некоја тешко ќе биде таа работа да извадиме. Добро, сега за Европска унија ќе треба телефон да извадите. Мора електронски да. И натаму трае кавгата во коментари, упорна е Ралица Јовкова ли е, Вовкова ли, не можам да дофатам, се кара со сите, супер, не е важно нека продолжи. Очигледно е дека ние да преминеме на други теми. Профил на данс, затоа што нема профил на слика, има само како се вика, само фризура има на овакво, но еве, огромен поздрав до бугарските служби, значи нема никаков проблем, ние сме подготвени за секаква соработка. Едно 100 години ве лажевме на времето турско дека сме бугари за ни давате пушки. Може, сега ве лажеме за европски пасапорти, за да може нели да работат како камионџи во Европска унија, а истите тие камионџи се после најгласни против Бугарија кога треба да коментира. Јас стварно ми е јасно како не научивте до сега на истата финта у последни 170-180 години ве возиме. Да, влегуваме во други теми, предпоставувам, Златев. Да ве прашам, амбасадоре, ова со Британија е тема, се разбира, која што ќе се влече уште долго. Најавата е веќе во вторник дека ќе почне реализацијата на проектот барем за железницата. Многу ме интересира вашето мислење, па потоа нешто друго ќе зборуваме околу ова работа, затоа што многумина повторно од недостаток на познавање на работите тргнаа да се нервираат со Британија од една причина која што држи вода вака елементарно, меѓутоа во основа е далеку од логична. Не треба да им се верува на британците, тие ги бомбардираа македонците во Егео, тие се луѓе кои што имаат направено зло по светот и така натаму. Ние која гледаме историјата на британската империја 1000 години, тие што се имаат направено,
не може да им се преброи. Меѓутоа ние зборуваме дека за реал политика. Британија е во моментов, како и последниве 1000 години, во топ 2-3 земји во светот, сакале или не, тоа е така, мокни, и кога една таква држава ќе ви понуди или ќе прифати договор со вас, двостран канал, така имаме заслуги тука. Апсолутно. Политичко раководство. Така, би било лудо тоа да не се зграчи. Од моја гледно гледање, Велика Британија, не само или голема Британија, значи со своите 70 милиона жители, честа економија во свет со 3800 милиарди евра, во фунти е нешто помалку, меѓутоа во евра е толку, точно 3839 милиона евра, значи тоа е скоро 4 милиарди, 4000 милиарди, и тоа е една многу силна економија, но повеќе од за мене е поважно тоа што голема Британија е, би рекол, нели, in the name of Her Majesty, во името на кралицата, Комонвелто, тука е Канада, тука е Австралија, тука е... Во името на кралот, сега кралицата. Чарлс, да, Чарлс сега. Знам дека е тешко 80 години владење, да се прилагодиме на нешто ново, но... На кралот, но факт е дека тие земји се исто така многу битни за Македонија, посебно Канада, Австралија и Каде што имаме бројни иселеници од Македонија. Македонци дури во последниот попис 2019 година во Австралија трета генерација луѓе кои што живеат во Македонија таму се изнесуваат преку 120.000 граѓани на Австралија дека мајчин јазик им е македонскиот. Може да замислите тоа. Тоа е навистина. Тоа е веќе после 50, 60, 70 години луѓе кои што велат ние мајчин јазик ми е македонскиот. И исто и во Канада, во Торонто, мислам во тие градови до езерски од големите езера, и во Северна Америка, Детройт, Чикаго и од другата страна. Значи тоа се огромна популација, можеби 300.000 народ живее тука, кои што се иселил од Македонија. Така што оваа работа е многу важна. Имате работа, прво имате двостран канал, Голема Британија, Големо кралството Британија и Македонија. Втора работа, со тоа добивате вие, тоа е фактички политичката рамка. И со тоа вие добивате рейтинг по светот. Значи една таква која што е економија, која што реков брои толку 1000 милиарди, има за себе рейтинг огромен. Вие сега апсолутно, нема сега вие имате БББ, сега не знам дали е плюс или минус. Па тука сме негде, да. Само секунда. Да видиме колку е. 3Б, да, тука сме, ама бевме или со плюс или сме 3ББ. И сега во тој контекст вие добивате за 201 ББ плюс. ББ плюс, значи тоа е за 201 економски джин. И за вас уште еднаш, особено после тип трансатлантскиот договор за трговија, партнерство, трговија и инвестиции, значи тука влегува веднаш сите фирми од Канада може да влегуваат тука. Еве за споредба е Бугарија е БББ. 3Б, тоа е боле од нас? Боле, да. Боле. Добро, боле. И сега Србија да видиме. Значи и сега Драган во тој контекст, значи многу таа политичка. А Србија е БББ минус. Да. Тоа е исто подобро од нас. Они се 3Б. Да, 3Б се они. Да, подобро се од нас србите. Имат и подобри резултати во економијата сега. Значи во тој дел политичката рамка. Сега многу е битно како ќе се сработи вториот дел, договорите за заем. Тоа е многу важно. Тука се мора да има, нели, јас сум убеден дека на тендерот на кој ќе се за првите 2 милиарди, колку бе 2 милиарди и 200. Така нешто, да. Да, со железниците. Со железницата и другите проекти, нели, во делот на клиничките центри, здравството, така, болницата во Кичево, болницата во Штип. Тука ќе има, нели, многу е битно на тој вториот дел од оваа политичка рамка, оваа економска рамка, да се појават сите мериторни за нас важни европски банкарски институции, Европска централна банка, Европска банка за обнови и развој и сите оние банки кои што може да повлечат на некој начин да ја вратат довербата на македонските граѓани дека она што го говорат дека тука империјалната политика на големото кралство, значи тоа не е така, се работи за еден вообичаен протокол при распишување такви договори за заем кој што се надам ќе биде транспарентен. И не стои транспарентен. Ова е клучно, да биде транспарентно, дека не ги открадна парите тој. Тоа е клучно. И второ, бидејќи што е инвестицијата? Инвестицијата е пласирање на акумулацијата, домашна или странска, во сегашноста со економска пресметка дека ќе имате добивка во иднината. И ние тоа што го правиме е многу оправдано, зашто вие можете многу, би рекол, пластично да прикажете во еден период од 20 години
после изградбата на железницата Табановце Богородица, колку тони товар ќе биде пренесено годишно за сите земји од Југоисточна Европа, колку во тој дел што оди по Загреб, Грац, Виена, Минхен, и во тој дел ќе имате вие точна пресметка како и со која динамика ќе може да ги враќате вложените пари. Што ќе значи тоа како задоволство Life Statistical Score за македонските граѓани кои што ќе патуваат, мене за тоа мене многу ќе значи. Јас почнав да патувам за Скопје со возот Неготино Скопје, да речеме. Имавме 4 можности патнички, брз, експрес и меѓународен Атина. Кога било тоа ми е став да ја прашам. 63 година. 63 пред 62 години. Се надам дека ќе доживам да можам да си патувам од Скопје до Неготино, па потоа со воз потоа со локален автобус на 1 час има. Љупчо, знаеш, до железничката станица, да си дојдете најбрзо, најбезбедно, додека прочитате нешто, да стигнете до било кое место во Македонија. Не, ја по Шукавадарци нема железничка со кола. Вие немате железничка, ама имате семафор, а овие од Негативно имаат железничка, а немаат семафор. Тоа беше имаме повеќе семафори. За разлика од Неготино, Кавадарци наистина. А и натаму нема семафор нетина. Има еден, ама не им работи. Цел време треп до средина. И исто така имаме ние во Кавадарци и како се вика и кружни текови далеку повеќе од Неготино. Знаете како сега. Вие имате богат градоначалник. Но секогаш треба да бидете со добар поглед кон послабите, понеразвиените. Неготино е крај кој треба да се развива. Добро се. Ова е некаква локална претпретка. Да, стар судир е тоа, нели? Ќе сватите зашто ние се расправаме со Неготино, ќе најдете и генезата на македонско-бугарскиот проблем. Значи, неравно овде. Значи тука апсолутно тој дел, значи дел ако заемот нели се каже дека ние можеме годишно да одиме до 450 милиона евра за задлужување, и тоа мислам дека е многу добро направено, а верувам британското ноу-хау, тие се големи експерти за железница. Апсолутно, да. Ние имавме ситуација што никој, да речеме, јас го знам тоа од моите стопанственички контакти. Герас Цунев Струмица, треба да ви информирам вашите слушатели и вас, дека шиеше со години, можеби една деценија, ги шиеше униформите на англиската железница. Наистина? Да. И Герас Цунев беше еден од тие наши компании кои што извезува во Америка, во Голема Британија, со обиди во Германија, имаше таков квалитетен пристап кон изработката на тие униформи на англиската железница и едноставно, како да ви кажам, многу ќе значи тоа ноу-хау, многу ќе значи во пристапот на реализацијата, техничките детали, документите, користеноста, како ќе се работи. Нема кај британците никакви И затоа јас сум многу задоволен, во смисла дека знае контите со една таква моćна држава, шеста економија во светот, моćна политика, Комонвелтот го спомнав тука се Соединените американски држави. Апсолутно. Тоа се англосаксоните. 500 милиона народ, тоа е исто. 500 милиона, едно време, една нација, еден јазик. И сега мислам дека тука во тој контекст Македонија многу добива, едноставно добива репутација, се дига довербата на меѓународниот фактор кон нас, тоа ќе има и политички импликации, верувам во тоа, и на таков начин ние одиме напред со можноста за нашите граѓани во Италија. Така. Ќе го следиме тоа. Мира Видановска праша колку македонци има вкупно низ цел свет. Не знам, искрено, Мира, наистина не знам. 600 милиона. Еве, Злате, вади од овакво. Можеби масалорот има некакви податоци. Се нагаѓа, интересно, ние нагаѓаме најчесто околу тоа колку вкупно македонци има. Па никој не седнал да ги регистрира. Значи, у ера на интернет може да отворите државен сајт и да го речете ај регистрирате се ако имате потребу од Македонија. Не, туку се прави попис, Ључо, се прави попис, нели Евростат има стандарди на диаспората. На диаспората има стандарди во Евростат и вие ако ги спочитувате, некако оно што беше Симевски што го направи пописот сега. Фантастичен беше. Фантастичен кај што резиденти и нерезиденти ги измеша. Туку да направиме попис по стандарди на Евростат, да видиме ние колку македонци има во Германија, во Франција, во Шведска, и во тој контекст точно и пазете и во тој дел ке знаеме во Австралија, во Северна Америка, како континент, и ке знаеме точно колку сме, но сигурен сум дека нема да бидат помалку од половина милион. Плюс. Сигурен сум. Златев? Интересно, по овој поглед кон Британија интересен, но создава впечаток дека не постојано вчера бевме на дебатна емисија, еден дечко и овие задолжувања од 5 милиарди, 6 милиарди,
сега како му обясниш дека ние у моментов ништо не сме задолжили затоа што е кредитна рамка. Ви може ништо да не искористите, може сите да ги искористите. Но условиве со грејс период е, вие сте исто така економист. Да. Не може да се најдат или може да се најдат поповолни финансирање на овие проекти и така натаму. Според вас? Јас мислам дека условите се горе долу исти. Така беше јас кога работев во Стопанска основна банка Скопје, без одговорен за кредитирање во индивидуалниот сектор, во земјоделство, шумарство и стопанство. Последната транша кредити на Светска банка беше 85-90 пред распадот на Југославија. И тогаш беа овие што ги читав сега условите се слични. Значи 5 до 7 години грејс период за одредени парни оранжери. Светска банка има повисоки камати далеко. Ево тој контекст сега дискусија. Значи вие кога имате сега тука околу грејс периодот и враќањето периодот од 20 до 25 години, горе долу сите тие меѓународни силни инвестициони на тој принцип работа, но каматата е многу битна. Зашто вие имате период од 20 години ќе мора да сметате повртот со инфлационен дефлатор, со дефлаторна стапка да го сметате. И сега тука е многу важна каматата. Кога Македонија сега би се јавила на берзата на евроврзница со својот рейтинг, тука каматата ќе биде Евролибор плюс 4 до 5%. А да. Кога се јават, кога за вас стои Велика Британија, каматната стапка што е пресудна за дефлаторот утре како ќе го враќате, ќе биде на пример Евролибор плюс 3,2 ево. Се вкупно мислите? Да, се вкупно. Па тога значи каматната стапка 1,3, 1,4, што е за нас идеално. Значи во тој контекст вие добивате многу, добивате ефтина цена на капиталот што ви се позајмува, ефтина акумулација, плюс имате ангажман на собствени ресурси. Сега има дебата дали ние имаме, дали сега ние сме кадарни да учествуваме во изградба на една железница. Јас ќе ви споменам. Никој не говори во каква ситуација беше Карпош, кога ние како влада, например, јас знам, потрошивме 400 милиона марки од 98 до 2002 за делницата, како се викаше тоа место, од некаде пред Клечовци беше местото, кај што се оди до ДВ Бајер. Виадукти, мостови, прагови, Карпош. Карпош беше предомирање фабрика, но таа работеше многу добро. А сега вие го имате еден гранит, кој што градеше и во Албанија, и во Бугарија, и во Србија. Станото е ако не сме способни да не, ама пазете, го имате еден гранит. Имате јави фирми грежнички кои што работат високо градба. Адора, значи Фриганец, ЗСФ на Фатми Ретеми, ред други Трим ендлум на менти од Струга. Многу лесно е вие сега кога ги спомнавте веднаш ќе речете еве вие со олигарсите. Во Македонија секој ќе ви најде за се. Ама кој може да пренамени веднаш? Јас кога работев на време кога граничен 96 година, да се враќам назад, имавте вие Пелагонија, Мавро, Гранит и Бетон. Тие беа гигантите. Така е. Не говорам за олигарси, тие и тогаш беа приватизирани, ама беа гиганти. Сега во Македонија се тие што градат и можат како високо градат. Чега, еве од Бугарија стигат забелешки за нашето пријателство со Британија. Велат, това пријателство ви загуби во уште поголема дупка. 7 милиарди евро кредити, биз економика, значи нема врска. Ние сега ќе влеземе во Обединето кралство као единка и ќе бидеме британци за вас. Како да ви обяснам? Значи многу едноставно. И тука да прашам амбасадори, ќе бидеме као валшаните. Дали македонска Вардар ќе игра у Премиер лига. Со Велса. Што е со овој другиот наратив? Што е со овој другиот наратив дека еве на Филипче конкретно ги задолжуваме генерациите што ќе дојдат по нас? Ама сега да ви кажам право, Филипче секоја почит кон него како во неговата струка како специјалист, како човек, професор тој во медицината, ама очигледно дека во економијата баш многу не му се јасни работите. Зашто кога се презема власта во мај минатата година, Македонија имаше јавен долг над 60%, над оној што е репер за Мастрик, имаше јавен долг над 12 милиарди евра, над 84%, а во моментот кога беше шарената револуција, јас барем тоа точно го водев како евиденција, задолженоста на Македонија беше 4 милиарди 227 милиона евра во 31.2015 година, а надворешно и беше 40% од бруто општествениот производ. А надворешниот долг беше 6 милиарди и 270, мислам, и беше некаде околу 67%. Се пазите, вие за 7 години се земале
долг јавен, државен. Значи тука е јавниот државниот долг плюс она што се случува со предпријатието во јавна собственост и другите задолжувања. Значи вие имате се зеле скоро 4 милиарди евра, а што се подобрило во нашата македонска држава? Реално ништо. И сега вие говорите дека ние ќе се задолжиме. И ќе ги се работи, се работи за дополнителна рамка, и што вие за 5 години ќе користите 2 милиарди за железница, за здравство, за во делот на предокот на образованието, нели во Штип, потоа имате намера, владата соопшти, да инвестира во екологија, во отпадни води, да можеби за систем за рециклажа. Јас сум се обидувал Охис да го направиме центар за рециклажа, каде што е сега Охис. Македонија нема рециклирање, она циркуларна економија, reuse, recycling. Го нема тоа Македонија. А ни е нужно. И сега тоа ни е нужно. И сега вие можете многу кога дојде беше баш од Бугарија еден инвеститор, беше говорека да за 100 милиона евра, Охис 82 хектари површина, американска технологија да се претвори во тоа рециклажа на метал, на хартија, на стакло, на сето пластика и дисперзија низ цела Македонија, да можете вие вика има тој инвеститорот беше еден човек кој што има во Романија таква фабрика за рециклажа, имаше некаде во Полска, имаше во Бугарија и тој вели вие имате толку многу отпад, стари горења, стари ниш машини, телевизори, стари коли, фичовци, застави. Вие имате подавате на Бугарија скрап 10.000 тона, вие би имале една извонреден бенефит од фабрика за рециклажа. Плюс ке изчистите Македонија од отпадот и тука би спаднале инвестиции во екологијата, инвестиции во енергетиката, да не говориме за Чебрангалиште, нешто што представува судбина на Македонија, проект кој што мојот татко кој што работеше на тие геолошки истражувања, иначе бугарите се незадоволни мигранти нас кај носеле британците. Знаете, господу бугари, тие мигранти сепак сакаат да одат во Европска унија и кој ќе да, тука ние вас ќе ги пуштаме. Нема никаков проблем. Значи, Зато се расправа со бугарите. Да, значи, јас сум тука да ги прифатиме сите и ќе биде, знаеш кај ќе бидат камповите, вие тоа не знаете. Камповите ќе бидат во Делчевско, Пехчевско, ќе ги разживееме тие краови, само преку граница со мапа ќе ги праќаме мигрантиве. Значи, еве ви Софија, тука имаш автобус, тука ти се фаќа ова. Нема никаков проблем. Ние 150 години ве лажеме, уште 150 години ќе лажеме. Значи, се додека не прифатите. Да, дека навистина нешто што значи, пазете се, во тој грейс период вие не враќате, значи стварно е економска небулоза да кажете задолжуваат идните генерации, ако вие преку товарниот дел на транспортот железнички преку Чебрен Галиште произведувате 500 мегавати електрична енергија и фактички сама се враќа инвестиција. Толку што вие се во моментот Македонија троши, значи тоа го работи ја цел живот, Македонија троши 500 милиона евра за увоз на храна и 350 милиона секоја година за увоз на енергија. И вие само за една година што ќе произведува 500, а толку везуваме 500 мегавати. Значи само за една година што казуваме нека заштедиме 350 милиона евра увозна компонента, девизни средства. Апсолутно бенефит. Да. И како може да кажете должуваме кога вие за 10 години тоа за Фени го говори. Кога требаше Фени да се затвори, бев член на влада, имавме дебата, не е битно со министер кој што беше од тие ресори, мора Фени да се затвори, тоа е таква, не знам каква инвестиција од времето на социјализмот, непродуктивна, нема резерви на ова. Фени од 2002 до 2012 година донесе 3 милиарди евра извоз на Македонија. Са друго прашање дали таа компанија извоз го декларирала преку Соломонски или Маршалски острова, една цена од тука, тоа треба државните органи да се занимаваат со тоа, но Фени донесе 3 милиарди евра извозна компонента од Македонија во светот. Што е сериозна бројка, да. И тоа ќе биде и со Чебрени Галиште, тоа ќе биде и со пругата, ќе има товари за Србија, ќе има товари за Унгарија, ќе има товари за... дека мораат опозицијата кај нас по дефиниција да биде против, зашто и да е така што. Ама не е така. За одредени прашања национален консензус или економија. Па не сме кадри да го направиме тоа. Ама мораме. Бугарија кога беше Белене во прашање, сите се обединија дека Белене треба да работи. Нуклеарната централа. И што е голема штета за Бугарија што затвори Белене. Мислам, тоа беше договорена работа. Ние нуклеарна централа може да направиме? Не можеме. Зошто? Не можеме затоа што ќе ни стави вето долу
ние можеме да направиме модуларна нуклеарна централа на база на ториум, и што нема радиоактивен отпад, но треба да имате согласност од соседите. Ние ќе имаме секојаш проблем. Луково поле не може да го направиме горе за хидроцентрала, заради проблем со Албанија не ни дава согласност. Луково поле е предвидено за една хидроцентрала, сериозна хидроцентрала, која што ќе произведе некаде околу 100 мегавати електрична енергија, исто како Злетовската брана што е, или исто како Козјак што е сега, што го направивме. Ние како Македонија реално хидропотенцијалот ни овозможува да имаме ако имаме сега 500 мегавати Љупчо мегавати на час електрична енергија од хидроелектраните, ние со Чебрен и Гариште ќе имаме 1000 мегавати. Каков потек е тоа? А Македонија толку и треба. Увезуваме дневно, да речеме од 300 до 500. Добре, ја Чебрен и Гариште мислам дека вие сте биле дете кога се спомнувало. Ви кажувам. Ја сте веќе во пензија неколку години, уште нема никако време. Веројатно и јас ќе се пензионирам, ќе бидам вака, дај Боже да поживеам, нели, по стари години ќе као Гајдов по телевизија ќе се расправам со сите и уште нема да го направат Чебрен и Гариште. Па добро, идете да го направат сега. Мечтам за тоа, например, еве ти си од тој крај, нашинци сме што се вика. Значи, и мечтам Мајдан да се отвори Пулевец, да можеме ние да си одиме покрај водопадите во Воден, кај што си лапиме, на иси јазик говориме ние Воден. Да, Воден. Да, и да си одиме таму да си седниме, или во Соцко, во бањата Лутраки, место да одиме некаде на друго место по бањи по светот, да си одиме во Лутраки, кај што луѓето стварно ќе уживаат и затоа и ќе си слушнат наш македонски говор таму и во Воден и во Србско. А сега за Лутраки се врти, не? Не знам од кај се пат. Се врти од кај Гебелија, пачете за кај Пела и се качувате за Србско. Сепак за бањски туризам во моментов Србија е неприкосновена на Балканот, има најдобри бањи, најдобри спа центри. Уште се кара. Бугари. Уште се кара. Да доволно. Јас мислам да закачија ни креваат рич лучиле. Ама слушај, значи ти имаш сега голем бенефит од оваа емисија, значи од овие емисии. Ке прават, не на YouTube, префрлете се другари бугари на YouTube. Значи ни треба пари, немаме никаков проблем. Пцујте не, врегајте не. Пишујте што сакате доле, само нека има пара. Друго ништо не е битно. Благодариме господин Ѓорчев. Да, не ни дава Љупчо да мислам дека кажавме, не, па доволно беше за економија. Да, доволно беше за економија, некако позанимливо ми е ова друго бојке. Ми носи гледаност, ја би сакал да зборувам многу за економија. А никој не дебатира за економијата. Нема, само со бугарите се справа. Значи, они мислиш дека се Шведска тука економски, па Јас се исплашив да не е некој бот македонски што намерно го прави ова, не, ова е некое тврдо булгарско клио. Драганче, па не, јас бука, генерално мене поише ми свига нивната азбука, сега да бидам коректен. Боле име тоа со ја и со тие, да. Да, мал по филмска е, као да ти кажам. Може да убасиме ни нешто таму. Обаче, да привршаваме. Да привршаваме. Сега, значи, како се вика, има една анекдота овакво, се враќаат колеги новинари кои стварно имаме бариера со јазиков, иако е најсличен, ама пошто не се случи доволно и не го знае. Има еден од, како се вика, колега, сега да не го именувам, стварно скромен, добар човек, мирен човек, и застанале негде у кафана на враќање, и вика, бе, како да кажам, вика, дека ми се јаде плескавица. И овие му кажале еден збор, сега да не го кажем, не знам дали вулгарен бугарски збор е подложен на советска радиодифузија у Македонија, пошто на македонски не значи ништо тој збор. И вика, па иди, вика, побарај на госпожата, вика, една минетка. И човеков е побарал минетка. И се случил еден скандал огромен во кафаната. Он мислел плескавица, дека ба. Минетка е нешто друго. Минетка е нешто сосем друго. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Ние ќе одиме сега, не одиме на минетка, ќе одиме на чорба. Или на чичка. Да.